Не стивнуваат реакции така и професорите и експертите од научната фела по вчерашната јавна расправа во собранието за новата концепција за основно образование. Наместо по расправата да се најде решение, се повеќе се продлабочија јазовите меѓу промоторите на реформите и на дел од професорите. Професорката Весна Јаневска вели дека оваа концепција мора да се повлече и да се направи нова, но овој пат на транспарентен начин, со подготовка и вклученост на сите експерти во областа на образованието. Апелите на повеќето универзитетски професори беа предложената концепција да се повлече и да се креира нова на соодветен и транспарентен начин со учество на сите релевантни институции од образовниот систем во Македонија, а не само на представници од невладиниот сектор и избрани политички подобни поединци. И универзитетскиот професор Владимир Божиновски реагира за концепцијата. Вели таа не ужива дорба ниту кај родителите, ниту кај учениците. Истакна дека Царовска за оваа реформа поддршка добива само од тимот кој ја подготви листата. Ниту еден не излезе да ја поддржи оваа реформа, затоа што од старт се виде дека реформата е комплетно некако под притисок на брзина направена, склопени некои концепти кои што не се доволно јасни, че ова не е реформа која што била планирана. Дали е сега кој што некој тврди по налог на Заев, Царовска треба да трне историјата заради таа би рекол субмисивност позната и виткање кичма на Заев кон сите, ова се однесува кон бугарите. Дали е поради тоа кој што некој тврди, не сакам да шпекулирам, но вака избрзана реформа, која што не може да донесе ништо добро, од каков сакате аспект ние можеме да анализираме, едноставно само ќе допринесе за нови кризи во самиот образовен процес. Побурните реакции на јавноста за концепцијата, особено од предметот историја, се укинува како посебен и се интегрира во предметот општествени науки. Власта се обиде да ја смири топката. Сега предметот ќе се викал историја и општествени науки. Дел од професорите велат дека ваквото ретерирање на тимот на Царовска е само манипулација. Власта тврди дека реформите се современи и исправни, но останува отворено прашањето зошто ниту еден поранешен министер за образование, дури од редовите на СДСМ, не даде јавна поддршка на новиот концепт. Реакција нема ниту од Рената Десковска.